Само иницијативно пензионери од градот и околните населени места денеска предпладне се собраа пред објектот на ЗП Кочани, каде одржаа протестен собир на пензионерите од градот Кочани и околните населени места, за да го искажат својот револт поради најавеното септемвриско зголемување на пензиите од 6%. На собирот присутните избра иницијативен одбор од 7 члена, кој ќе иницира, организира и координира активности и понатаму ќе процесуира барања и други документи во функција на интересите на пензионерите. За председател на иницијативниот одбор е избран Благој Беќарски, пензионер, поранешен вработен во МВР СВР Кочани. Овака, на почетоко сакам да ве поздравам сите вас мои колеги пензионери. Бивши работници, бивши земјоделци, кои се наоѓате у категоријата на загрозени пензионери со минимални пензии и многу ниски пензии и се доведува во питање кај вас екзистенцијата и вашиот животен стандард не било возможува нормално да ги обгавувате своите граѓански права што ги имате. Ја имам голема пензија и не сум дојдел за мене да се изборам ништо да имам јас. Дојдов за сите вас тука. Барањата сега на овој протести што ги прават пензионерите се да не се зголемат пензиите за 6,8% процентуално. Туку линеарно да се зголемат. Сите ние пензионерите ако не друго секој месец по 2 до 3 000 издвоиме само за здравство. Да надемо, ово е стварно неиздржливо, ово е више крајно нешто што неподносливо. Да се воведе минимална пензија, да се стави еден лимит, ако може да речем за минимална плата да има и линеарно зголемување на пензиите. Членовите на иницијативниот одбор и на собранието усвоија барање за линеарно зголемување на пензиите за сите пензионери во износ од 3600 денари, кое ќе биде доставено до владата, Министерството за труд и социјална политика и Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Кочанските пензионери им се придружуваат на сите пензионери во државата кои низ протести го поддржуваат барањето за линеарно зголемување на пензиите.